Вие сте еден од тие најголеми стручњаци, најпризнати од Македонија, надвор од Македонија. Може да го споруваат колку сакаат поединци, меѓутоа тој не е проблем. Господин Жура или Косе, како сакаат да ги ме наречат, ние охриѓани ви викаме Жура, мада не сум ја потекло охриѓанец, сум преспалец, ала говорете. Сакам да ја запрашам нешто. Вчера започнав на еден дел околу еден од најстарите, така да кажам, манастирски комплекси, успени на Пресвета Богородица во село Манастирец, Македонски Брод, општина Македонски Брод, или Поречијето, или Величка епархија, да се чини за реката Треска. Ги зачнавме тие две ковчежина, едното со моштите на Светиот Пантелеон, другиот со моштите на Пресвета Богородица. Ода што во науката многу викаат дека е баука и во Библијата се коси со учењето во Библијата, не споруваат доста дека тоа не се мошти на Светија Богородица, кои биле донесени од Света Гора. Меѓутоа се поставя едно прашање, кој би сакал да ми одговорите. Ако знам, не е проблем. Кој е улогата на моштите во православието? Како кој е? Улогата на моштите во православието, на светите мошти во православието. Сега ме вратите маце рекапитулација. Видите, кога Самуил најдовме податоци, кога цар Самуил е префрли својата престолнина од Преспа во Охрид, тој сакаше престолнината Охрид да биде поголема од Цариград со свети мошти. Тој овде ги пренесуваат моштите на Свети Ахив. Ги пренесуваат моштите, имаме дел на Свети Јован Крстител, мошти на Пантелеймон, мошти на Кирик Ѓулита, татко, син и мајка, што се ликвидирани. Значи, многу мошти, моштата, улогата на моштите во тоа време е големината на патриаршијата, затоа што Охридска била прва архиепископија, па патриаршија. Колку повеќе мошти, како денеска што се поклонуваме глата од Јован Златус е во Шпанија, не знам, моштите на чудотворецот Никола во Бари, Италија. Дали ме сваќате? Како што е Свети Климент или Кирил Методи и се поклонување на мошти. Колку значи свети мошти имат и тога било големо верувањето што тие свети мошти пуштале миро. Значи се луѓето Светото миро. Да, Светото миро и тие се оделе, се поклонувале или го дедирувале и па до одредено време до пред 30-40 години со памбуче, нали, зема така ги мачка. Значи колку повеќе што ми рековте мошти. И вие убаво го поставивте ова. Не случајно, значи моштиве имаме кивоти се вика тие за мошти кивот, не случајно е те најдеме на Пантелеймон, не пиши од Петре Митре, току пишува Пантелеймон и тој е насликан. А вие знаете дека, видите, многу интересно што сега да се вратиме маце ме фативте во Калишта манастирот, во Пештерската црква Богородица, ја за прв Рождество Богородичено открив лик на Пантелеймон одма до вратата со неговиот учител. Видите, Пантелеймон умира точно убиение 27 јули. 600 години после него доаѓат Климент и Климент точно умира 27. Значи има тука некој совпаѓање. Иначе јас се чудам зошто да речеме овде немаме мошти од Пантелеймон. Дали ме свеќате? Јас не верувам дека до Охридските цркви и Пантелеймон се земени поднесени во тој манастир, значи тие сигурно се донесени од Света Гора. Светиот Климент и Светиот Наум низ историјата се познати како чудотворци. Свети Климент бил покрај тоа што бил учител, бил исцелител, додека за Свети Наум покрај тоа што бил архиепископ, бил низ историјата е познат како воин, како црнолицец храбар, но и познат како исцелител кој имал чудовна таму, кој лечел, бил лекар на некој начин. И во историјата постои таа легенда дека ја прегнал мечката и волот заедно дорете. Да, видите. Дали можете да ни кажете нешто? Повеќе значи Свети Климент е епископ. Ние него тој е епископ Велички. Така, епископ Велички или го пише дидаскал со учител, пред се, или Котмичевицки, или Брегалнички, или, но Свети Наум е чудотворец, да расчистиме. Тој може да овде имал болница, но Свети Наум имал, нали, во оние житија, гледаме како на јужната страна имат во неговата капела, има како болните од ѓаоли како излегуваат од устата, падавичари, епилептичари ги лечел Свети Наум. Дали ми сеќате? Но овде некои записи не најдовме за Свети Климент,
најдовме записи дека тој овде во ова, нормално затоа е посветил црква на Свети Пантелеймон, лечебникот без пари, светиот врач Пантелеймон. И тој, кога ископаваме, најдоме, значи, рахитични костори и лјадници, што зека стотици, значи, овде болеста била многу во коските. И тие зато се молеле и тука ги погребувале, ги закупувале. Второ, во овие записи пишуваше дека овде се лечело некој денеска со бајање, со астрологија. Ако се сеќавате пред 40 години кои ќе врвеа низ чаршија цигани, бело глувче среќа носи. Така ќе офатеше пликото, така се сеќаваме тие работи. Така, ама денеска така исто овие бањи, иначе зашто ќе живеат тој од кој пари ќе живеат богато. И сега да ја кажам, тој ги лечел само со хипноза, имаме податоци, и со сугестија. А иначе, нивните рани знаеле многу да правят еден вид како миро, нивните рани ги премачкувале со лековите тревки. А имало исто така, најдовме податоци дека имали диетална храна, на прво место се наоѓало рибата. Второ, уште да ви кажам за Свети Наум што ме посетите. Свети Наум е основоположник на киновитското монашко движење. Сега ќе ви кажам. Тоа монашко движење е постари од Светогорското. Што значи киновитско? Тој, значи, на бреговите на Охридско и Преспанско езеро ги исполнил пештерите со монаси, киновити, и кои на тие погугодни места во средниот век, кога се ширит Григорije Палама и Григорije Ниски, кога ја ширет анахоретскиот живот на подвизување, значи монаштвото, и тој ги исполниле тие, ги изградиле тука на тие места манастирите. Киновитско движење е, значи, монасите живеат сами, секој самостојно. Но на 9-тиот час во денот еднашка доаѓат во главниот храм. Да речеме, имало монаси во Заум, имало монаси во Сиве, Олин имало Подградец. Така, или Радожда, нали, знаете, пештени цркви. И сите, да речеме, во главната црква што ме е близко, доаѓале на 9-тиот час еднашка јаделе и се молеле. После се повлекувале. Тоа е на познато киновитско. Не е, да речеме, анахорети или еремити пустињаци. Тие сами живеле цел живот. Овие, значи, еден вид биле во заедница, како старите христијани во катакомбите или богомилите. Имам еден чуден пример во Свети Наум, каде што неговата, да речеме, затоа е заарчен Свети Наум чудотворец, неговата способност, она што кажува да ги прегне мечката и волот заедно. И една друга работа има која се врзува база Свети Наум. А и ден денеска постои, така самиот манастир зраче со многу позитивна енергија, многу нероткини таму стане нероткини, дали е тоа сугестивно или дали имаме стварно некој феномен на иселување. Видите, тука се сложувам сугестијата, тоа е дано во психологија, да не влегуваме парапсихологија. Јас сега индивидуално мислам, не кажувам се да се глорифицирам или да сум нарцисоведен тип, секоја вечер, нали знаете, еве куќата ми е до Плавошник, јас од мало дете, кој ќе се смееме со Скопјани, викам, јас му викам, немојте да зборувате за Самилова крепост, дека викам секој ден врвам и знам дека 2 милиони камења се натаму градени, да не ме сваќате. Секоја вечер 9-10 сат од 11 само, така одам секој вечер, сад време се одмарам, размислувам, самото место енергијата, ако седите на оние стари камења постојат кај што замислете ти дека Климент, самото име на Климент значело милостив. Замислете го со оние јабучици што го пишуваат Теофилак, што викат и самиот непријател кој ќе го видеше, она блага насмевка, оне лик, викат му се поклонуваше. Климент значи милостив, а името Наум значи утеха, утешанием грешни. Работава е што застаните и навечер, јас сите мои книги што ги пишувал, така имат таа некоја енергија тука или размислување логично, што ми доаѓа самото, што вечер нешто ќе напишам, тунат си кажам, кој го напишал ова, не се сеќавате. Тоа е, значи, може да ја уклучува, што рековте, тоа место подсвеста за да работи, како што некој нормално користи дроги или не знам што, да му се... Споменавте течение и грешним, тоа е една позната книга на еден црковен деец, Кирил Печиновиќ. Кирил Печиновиќ. Кој отворил Полошкиот регион. Да. Ке црквата Светата Нација, која ја зрушија за време на конфликтот.
и која сега Во Лешок. во Лешок, да, и каде што во долниот дел се наоѓа уште една црква, еднокорамна базилика, еднокорамна црква, која посветена на Успенина Пресвета Богородица, која зачудува со својот фресков живопис и каде што единствена црква во православието е нацртан судниот ден. Видите, јас сум бил таму и знам и каде е гроб на Кирил Печиновиќ. Тој има пишувано многу, имат, јас ги имам 10 оние работи од Пеколот, како Данте Алигиери што пишувал, значи божествена комедија, така и овој, и баш го имам, тој мислам ископиран тој. Тој ги имат, нали, како мират блудницата, како мират воденичара што крадел жито, како мират богаташот, како тие се 10 циклуси што ги чекат тие после смртта. А тоа се фрагментира, тоа се живописани во самата црква Света Богородица. Да. Значи целиот лев зид, да, на централната на апсидата, целиот лев зид е буквално судниот ден. И тоа е единствена црква во православието каде што е насликан судниот ден. Не, судниот ден е тоа се вика страшниот суд. Страшниот суд се слика во скоро сите цркви. Ама таму имаме цели композиции. Ама сега си идвам. Влезите перивлепта, страшниот суд е фактички, сега да ви објаснам, мислам на гледачите, второто пришествие. Исус Христос, значи, кој ќе дојде судниот ден, тоа е, значи, второто пришествие. Од неговата секој пат десна страна се наоѓа Богородица, од левата Јован Крстител, последниот пророк. И тие се поставени во на молитвен став, се молат за душите на грешните. Значи во а оние што се Архангел Михаил, знаеме, ги земат на кантар, ги мери душите на грешните, ги пуштат во пеколот, каде што ги јадат животни најразлични, а апостол Петар вратите ги отворат за во рајот, кај што ги чекат блаженство. Дали ме сваќате? Значи то е интересно, но работа е во правост, јас не се сеќам на тие композиција кои на целиот јужен зид, затоа што негде се сликат скратен дејзис. Скратен, да. Скратен. Овде ги имаме ни цел, опишано како, значи од живот, па смрт, па како и воскресот од гробовите, значи воскресението од гробовите судниот ден, кога ќе дојде часот мртвите го слушаат гласот на Синот Божи ќе воскресат, и тие кои правеле добро ќе воскресат да живеат, а тие кои правеле лошо ќе воскресат да станат пред судот на Синот Божи. Да. И тука е цела композиција, значи цела. Жалосно и таква слична композиција ви спомнам можеби сношти во Света Недела црква во Слатино имаше, и ту навлезо на западниот дел, јас имам стари фотографии, сега овие премачкале со варсот и работи, баш тука тие беа фрески од најпознатиот Зограф Дичо Зограф, од Сидму Аврам Дичов. Тој работел и во Јован Бигорски манастирот, ги имал насликано, ги имаше, имам фотографии насликано баш делови од страшниот суд. Но ова целосно, значи мој да е скратен дејзис, а вие го рековте све ове раширен дејзис. А овде го имаме скратен, значи Богородица Исус Христос дејзис. Затоа викаме дека, значи покојниот владика Кирил, да го знам, беше полошки владика. Иначе мирјамско име знаете како му е? Мирјамско име знаете како ме? Не, мислам Никола Поповски. Никола Поповски од село Царедово Рез. Да, добро, јас. Да, не се рекам друго да кажам, може. Добро, не сакам да кажам. Пошто знаеме тоа историја. Да. Се поставува едно логично прашање на поврзаност, бидејќи спомнавме Кирил Печиновиќ. Да. Утешение е грешним, а од друга страна Кирил. Сега Климент исто така и го отвора. Доаѓаме до една ситуација, ако се навратиме назад на корените за првата македонка која го ширила христијанството, првата христијанка која го ширила христијанството лидија од Македонија и така натаму. И таму во еден студиј легендата за една казака која се врзува за Охрид. И таму во еден рачекор дали Иерусалим е баш онај, да речеме, роден град на Исус, или имаме некоја друга област, да речеме Македонија, како која порано била племенска, па после се соединила во една држава Македонија, Филип II обединил во една држава Македонија. Дали да речеме овдека, на овие простори, на Белото езеро, да ги имаме пред нас, можеме да ги бараме корените на Исус Христос и на зачетокот на христијанството. Бидејќи ако одиме поред легендите за постанок на Врховниот Бог Кадмо, бидејќи Библијата почива на 4 столба. Да. Значи Врховниот Бог, така.
ги имаме нова и така натаму. Значи тука можеме да најдеме таа Ноева арка, да речеме на некој од некој аспект. Не, застапени се Ное со арката во заум, не случајно ги слike, дали ме само од тој елемент гледано, идеме на ситуација да Охрид може комон да се каже дека е буквално луката на христијанството од една страна, а од друга страна кога ги земе оној дел на Иерусалим, Садора и Гомора, двата града кои се уништени, кои биле соблудничење на пеколот, значи тој биле на Луцифер, градови на Луцифер, и што постоел блуд и значи блуд бил основа, и нели Бог ги срамил со земја и ги потопил. Тоа читаме, тука е тамо е мртвото исто море, каде што нема живот, тогаш со право идеме во состојба да заклучиме дека Охрид е онај баш не Иерусалим, него зачеток на христијанството, и според она што го имаме од почетокот на православието од први век на христијанството, а од први век па навака, бидејќи тука се наоѓа све, додека во Иерусалим можеме ние да правиме политика колку сакаме, меѓутоа не гледам. Видите, јас сум размислувал за овие работи, сега веќе кој ќе еден плавшник, баш ме бедни са муабето, значи докази се да одиме Ватикан, сигурно има документација, така. Секогаш те оспорувале зошто ден денес ќе оспорувате Охридската архиепископија или Македонската црква. Вие знаете дека таа е постара од српската, најстара е овде, така. Ма не стара од српската, таа е постара од Ватиканската. И да. Значи види денеска само да се надоврзам, вие ќе мора тука да не објасните историчар, моментот сте Охридската архиепископија имала голем углед од Ватикан, тие стално Ватикан се покорувал пред Охридската архиепископија. Да, само ова да ви кажам. Трагедијата што денеска е, како што рекоме се, не ги напаѓаме србите, своите порази, Косовска битка ги фалят како победи, така чудно е, најголемата црква во Рим е посветена на Петар и Павле, а тие ги убиват. Тие му е сечети глата дека апостол Павле бил римски граѓанин и не можеле тие да го распнат по законите, туку му е осекле глата. А Петар во исто време е убиен на крст, но тој кога го донесе во крстот рекол, јас не сум достоен како Исус Христос да ме распнете, затоа со глата надолу. Значи видите која апсурд е. Значи Петар и Павле губил Рим само пред црква. Дали ме разбирате? Па имаме друг апсурд тука. Исус Христос е од фарисеите или од евреите, на Понти Пилат. Да. И тој го ослободил, а овие го расправиле. Египските свештеници барале него расправиле. Да, а Варнава разбойниците ги ослободиле. Видите што јас размислував за тие работи, да тие другар. Размислував за тие работи и навече кој ќе читам, не сега да тврдиме ние, тоа ќе рече научна фантастика е, може би на машина би требало ние вака плавошник да измислиме за време пол, да се вратиме назад. Ама и тогаш да докажете, да видите учесник, пак ќе те обесете, вие нема да ти признаете. Ма не мора да значи дека е Охрид центарот, може да значи. Не. Бидејќи тука биле 5 града на место. Само едно да ви кажам. Сега се сложа многу и легна муабетов. Пака пори ми дадоте знаење да излезе на површина и сами ми доаѓа збореве работеве што. Добро размисламе, остајте кој тој Иерусалим. Значи, овде биле првите апостоли. Апостол Павле. Потоа, затоа ќе отвориме на посебна емисија за Света Софија, таму е наслика на апостол Андреја. Андреја е прво повиканиот од Исус Христос, тој е првиот апостол. Што видел, тој го шири христијанството во Охрид, во Македонија, потоа во Русија го носите. Најстарите апостоли се овде второ. Ај сега вака не полемика. И ви одговорите на ова што не можам до тоа прашање никако да дојдам. Вака го надзирам, но не можам. Вие знаете дека само на овој простор на плавошник, само плавошник има 4 базилики, на овој простор што гледате мал преку 20-30. За стариот Охрид се говореше некој ми дека постоеле 365. Сега видите. За секој ден по една. Така, по една. Меѓутоа кога фатиме стариот календар, бидејќи во стариот календар имало 9 месеци. Значи стариот календар број 9 месеци. И почнува спорењето од септември, фактички. Да, од септември годината почнува. Да, почнува годината. Убаво ми рековте, видите, ке си правиме муабе вака, значи пазите на овој простор, само видите колку е мал, откриени се 56 цркви. Јас трети имав 36 да открием, но
Затоа што има најстари предања од 1694 година, настојателот Козма Китиски му било наредено од турската власт да направи попис на христијанството во Охрид на христијанските куќи. И ги поделил тој на 7 мала или Леонори. И ги кажуваат и сите цркви. Значи, секоја е мало имала по 7-8 цркви или капели. Ама имаме ние во периферијата, што викаме ние се долна Влашка мала, горна Влашка мала, па имаме горе према бараките, она што го викаме ние местото Бајбунар или старите билјани извори, оригиналните билјани извори. Па така веќе нам не Охрид, значи и околина во Охрид тие били 365 да речеме. А имаме Ремнескиот Псалтир, се наречен Болонски Псалтир. Не, јас уште 2000 година зборувам. Значи тој е напишан во Рамнеј. Во Рамне. Да, бидејќи таму имаме огромна композиција на цркви во Рамнеј. Богородица се Богородица голем манастир бил, препишувачки бил. Да. Па јас мора да ја пофрлам во оваа емисија од Живко Пејавски Керкамо. Значи ги имаме Рамнеј, кај што има остатоцот базилики, каде што е напишан тој Рамнејски Псалтир, кој денеска го викаат Болонски Псалтир, се наоѓа во Ватикан. Значи на некој начин тие крстоносни војни кои биле фактички плячкашки војни. Плячкашки. Па ти го руши Иерусалим све. Значи тие не оде против османлиите. И доколку погледнеме архивите на Ватикан, кои денеска не сака да не ги дадат, бидејќи Македонија е чудна земја, а и ние сами не ги бараме, веројатно, и тука е проблемот кај нас. Ќе дојдеме дека се некако тука пишувано. Имаме Библии кои се стари, да речеме, стари записи на Библии кои се стари од 2 век, 3 век датираат, каде што ретко прославието можете и во христијанството воопшто се најде такви нешто. Видите, добро е, мислам, муабетот ој во не во нагорна, таку многу позитивна енергија и правец. Видите, кај нас како да е, како да кажам, усталена науката, не саке ништо напреду како што е техникава. Пред 2 месеци компјутерот беше 500 евра, сега е 200 евра. Дали ме сваќате? Ние не пратим. Овде усталено повеќе мислам на балкански простори во Македонија, што не ги напаѓа моите професори што ме учеле, ама ме научија прва генерација, бев светски професори, Антољак, Мошин, Панов, најголемите имја во светот беа признати, и тие нас не учија прочита и грчка, и српска, и бугарска литература и дојди до свој заклучок. Читај меѓу редови. Не сега ние сакаме не она што го читаме, дека она што го слушаме, ние така работиме денеска. Дали ми сваѓа во науката? И сега јас ако ви кажам повеќе работи сме откриле. Има друг начин, сите викаме дека Кирил Методи по смртта, нали, во Моравија, неговите ученици бегат на Белград, Белград тогаш е од бугариите, и после цар Борис ги пуштат во Охрид, Небре, и нали викат единствено останале од сите ученици, Ангелари, Гораст умреле и само останале Климент и Наоми доаѓаат во епископија. Небре човече, баш некој бугарин проучувал документи од Ватикан, што е не за размислување точно, дека втора варијанта во житијата пишуваат дека викат Климент и Наум и Ангелари и Гораст, тие преку Венеција се заробени, се продаени како робија. Венецијанците ги откупуваат, ги носат во Албанија. Ден денеска единствена икона во светот се наоѓаат во Берат. И таму знаете што имаат? Погремението на Гораст и Ангелари. А од озгора стојат Климент, Наум, Кирил Методи. Тие ако умреа таму, зашто овде икона? Во Берат, дали ме сваќате? Значи тие може да се префрли од тој дел, овде па дошле во Охрид. Ама ние не размислуваме. Имаме низ за нелогичности. Да, историјата пишува секогаш победникот и ја искривува. Значи тоа е установена пракса, да секогаш победникот да пишува историјата и скривена како што не му одговара и на неговиот народ. Ама зашто нашите научници, нали сме слободњаци, ние не правиме нешто политички работи, откриваме лик на Климент. Еве вие кој што рековте, јас 93 година, 87 го открив во Врбјани архиереј Свети Наум. После го открив во Студеница, после го открив на Звоно Нектарие кога дојде 97 година, Звоно во подумите најдоа на Звоното Свети Наум архиереј. Немој то да е случајно некој неписмен да го насликат, постојат канони. Дали ме сваќате? Ама ние предноста викаме... Во областа на Свети Наум имаме низа на цркви посветени на Светата Насие, ги имаме пештерските цркви, монашките келии. И вие знаете дека албанскиот дел... На Свети Петар и Павле. Да, вие знаете албанскиот дел. И фактички денеска албанскиот. Малце се знае и народот дека Свети Наум бил најбогат манастир кој имал своји имоти во Цариград. Сега можам да ви кажам,
таму кога одев 7-8 години кога проучува, не го познава Свети Климента. Вие го знаете тоа? Само е наум е расилен, култот на наума е расилен во сите Шен Кол, Свети Никола, се наум, пештени цркви посветени таму, само наум таму. И вие знаете Моско поле, еден од најголемите влашки градови, нали, Али Паша Илински што го руши 1789 година, таму печатници со Охридскиот архиепископ Јоасаф од таму. Најголеме колути, житија, све за Свети Наум, печати прават како се викат, и чест ми е да ви кажам, него тој печат после ќе снимате со чудото со мечката, и одма зашо пиши печатот од Свети Наум, ги чудата на Свети Наум. Дали ме сваќате? Значи, Свети Наум појќе е застапен од ликовите на Свети Климент. Но за жал, за да го форсира Свети Климент, православието Наум важи за еден најголемите светци. Сега за да го форсират на Охридската архиепископија, знаете што прават? Го Свети Климент е во Света Софија 11 век, а најстариот лик на Свети Наум го наоѓаме дури во 14 век во пештерната црква Богородица Пештанска. Дали ме разберете? И во Заум. Значи, секој еден доминират, дали ме сваќате, и вие исто како во политика имате премиер, имате министри. Ама земе да го асном президиумот или не знам што тургаме, правиме онакво. Дали ме сваќате? Работа сака да и кажам, значи тој си е посебна, не да речам држава, Свети Наум е чудотворец, затоа го викаме чудотворец, чуда со мечката. Немаме ние чуда од Свети Климента најдено. И во текот на вчерашната емисија кажавме дека според читиото на Теофилак, Наум и Климент биле современици, тоест биле, а меѓутоа едночка се сретнале само во својот живот. Ама така, можда и не знаеле, па затоа постои на легенда, пуштиле јаже, ги правеле црквите, кои повргу ќе направи црквата, ти работи. Значи ние работиме со, видете и оној фреско живопис. Ние немаме да речеме житија на Свети Климент, да имаме житие само Климент, видите, викат. Ден денеска вика, сега ќе ви кажам нешто, една голема филозофска мисла, јас не ја спомнам на Климента, е таа филозофска голема мисла, што сме пишувал во пештерските цркви, вака викат. Се жртвувајте за животот и се очекувајте од животот. И животот ќе ви даде се. Кој ќе го освои животот, го освоил најбогатиот град на сите светови. И во тој град ќе најде поголемо богатство од она што окото може да го види, срцето да го посака или соно да го сонува. Тоа е мисла на Свети Климент. Затоа ден денеска најстариот лик на Свети Климент го најбе најубав лик од 1462 година во Свети Спас во Лесковец, како патрон на градот Охрид, со модел на градот, исто и во Мал Свети Врачина. И сега затоа тој ден денеска на легенда, да не повторуваме, што вика тој е заштитник на Охричани. И секоја вечер Климент со фенер во раката како Диоген во бунарот, така со имате еден друг мит пак во Охрид. Вие изучувавте исламската бевте исламската исламската култура проучувавте. Значи има еден мит во Охрид каде што вика дека Свети Климент го чувал градот од озгора, од оздола го чувало текето или Пиран, римлиот исламски свештеник Пиран. Видите, некогаш ги зборуваме после на емисија за исламската ментост. Немојте вие во онај збор многу недологичности имат во историјата да ги напаѓаме само турците уништувале. Да речеме вие земите. Низ историјата овдека поминува и ледница војска поминува. Ама 500 години поминал хуните поминаа. А останале. Затоа рекол свет град и овој светиот град Охрид Јерусалим, знаете зашто? Кој дошол? Вие знаете само кога пропаѓа Византиското царство од 1206 до 1261, Охрид потпаѓаат по 10-15 години. Под Солонско кралство, Епирско деспотство, Никејско царство. И извините, ништо никој решил, туку сите во Охрид неголемите умои доаѓаат прават цркви, прават икони. Меѓутоа, тој разговор да го завршиме, последната реченица на Арматодос или тоест избирате поличев на Сердарот, каде што вика 704 кој посветува на Охридската архиепископија на предавството и значи вика Бог да бие тие ги наведува своје со преземе и последната реченица вика и денес во куки нивнит кај пајак паја жина. Да, дека немат потомство, немат и работа. Значи немат ништо старато, оние кои ја издале Охридската архиепископија. Меѓутоа сакам да ја прашам тука, сакам да ја завршам вторава емисија со вас. Свети Наум била една од најголемите превечувачки школи. Имало библиотека, илјадница библиотека со тие книги во кожи спакувани. Да, ракописи. Кои некаде
од пергамент. Да, пергаменти. Кога од идејата на Милетија во Охрид и покасно некаде пред 45-та година една фамилија од Охрид која служила како чувари таму, биле копитропи на манастирот, или ги уништуваат, ги нема никаде, или се пренесени во Грција. Видите, сега имат поќе спомнато фамилии, не ги именуваме, то се игумените на манастирот Ситинаум, кои биле таму, во историјата запишам да не ги именуваме. Ајде ги кажеме за Дорнали, Андроник, Зарче, да. кои биле скопачи, ама ги кажуват овој бил поштен, овој зел. Јас најдова легенда да речеме, не се сеќавам на кој сега, Ташула живеела 90 и нешто години. Та иначе од Бела црква таму после од Джеледин бек. Сега видите, ќе се вратиме на ова тема и во 1893 година доаѓа Бранислав Нушиш, тој бил конзул во Битола и тој напиша книгата крај обале Охридског езера. И вика вториот пат кога ојдов да ја посетам, но таа беше умрена. И вика тие охриджани, сега не ми текнат или не мора да ги кажам, рече сите имоти, таа беше богаташка, и ги зедоа сите имоти, умрела во неголема беда. А незината, рече, се извинувам, куќа се наоѓала за партот на Канево под Имарет. Значи, кој ќојте понапачено, тука незе, запуштена куќа. Шо рекоме, иска да се префрлиме на темата која беше за Светинаум, за богатството на книгите. Видите, илјадници, ракописи се крадени, сега не го да го оспоруваме, но најголемиот, како се викат, најголемите македонски природбенци, Кузман Шапкаров и Джинот и тие ги давале многу ракописите. Дали ми сеќате? Во ред ќе ја прашам што за крај. Значи во Русија денеска најголемите ракописи, во Русија, во Загреб, оригинални, кој Полнски псалте, зошто не го викаме Рамненски? Да, имаше една полемика која само ова ќе морам да ја прашам за Светинаум, во централниот дел на црквата, на старата црква посветена на Архангел Михаил, кој денеска викаме на Светинаум, на самите столбови од алабастер, кои се направени од алабастер, искресена е глаголицата. Да. И прв пат среќаваме во еден манастирски облик. Јас изидам, значи мајмица да вечер се правиме ове, така ме потикнувате, видите што е работа. Сега да разјасниме, многу ме потекнате за нешто друго. Видите, карањето ние погрешно сваќаме, кирилиците климе нема врска. Врска човече. Глаголица. Значи глаголице. Видите, Кирил Методи зборува со глаголичко писмо. Кога го доаѓаат во Преслав, во Сердика, во не знам шо, каде во Бугарија, тие се карат. Климен стои на становиште, затоа се кара со Борис Михаил, стои на становиште, јас го продолжувам делото на моите ученици. И тој глаголицата, сите ракописи во ги прави на глаголичко писмо. Глаголицата е најраширена до Хрватска. До 19 век имало школи за глаголица, не знам кој остров се викаше или постров во Хрватска, да. И денеска во црковното нивно пење го имате она со невми, она византиско право пење, не ова денешно што го пеат нашите цркви. Значи глаголицата вие Молам? Старото црковно пење е византиско пење. Така, ама нали ови се го имет, нали по едно време го зедо и српското пење ти работи. Видите вака и од Јованка Такузил, така. И Букараџиќ ја направила збуката на србите, ама не се викат Караџица или Букаџица. Да. Него тие викат чилицо и чилично писмо. Да. Меѓутоа тука имаме еден значи основа кај нас е глаголицата, а сакам да се разговарзам на 46-та година на новиот модерен македонски правопис и Добро, толку не сум заглавен, сам видите. Не, онаки што викаме капгата на нашиот согрегенец Кеселинов, која имаше напишана првата азбука, која насилно му е земена, испратена на служување казна затвор, па покосно Блаже Конески, земајќи ги неговите ракописи, ја прави модерната македонска. Најпојде Киселинов го работи, јас сум читал него книги, од ЧСВ да му направиме, доктор Стојан Ристевски. Значи најпојде книги, баш пред неделя дена ми е подари најновата книга за Киселинов, толку е навлезен, знам дека умрел во Скопје 61 година, имал 3-4 керки или 5 и така и тој вистина ги имам и првите печати, што тој е по она, но денес како ви кажете, кој е тој Киселинов никој не знае. Значи видите, јас денеска се чуде кој што сме шетали низ запад сите, еве и керка ми е
да не кажам талентирана, и во Германија магистрира, сега е во Америка беше на студиски предмет, па се Аргентина учи шпански. Та се чудеше кој ќе дојде овде, бе, тато чудни сме ние. Колку богатство имаме, традицијата не е цениме. А јас ќе одам Амстердам, овде се напил кафе Ван Гог, одма куќа тука. Овде, не знам, со извинение се измочал умана. А извините ги, сака ја прекинам. Нашите деци дали сте приметили скалите по кој корачел Абрахам Линколн се најголемото историски споменик во Америка. Дали ми се? Кој се стали или они 4 ликои што се на планета Вандите, во не знам каде. Тоа тоа ликоите Вандите се нема никаква допирна точка со историјата на Америка. Најголемата историја на Америка, тие фактички и сите нивни офанзиви на Ирак, на Афганистан, тоест на Месопотамија и Иран, се засниваат за кражба на културно историјско наследство и она зачетокот на светот, меѓутоа во некоја наредна прилика, не уште ова да ви кажам. Звезди репорти, бидејќи не сме сами го универзитет, тоа е едно сигурно. Да, и денеска да ви кажам, случајно вие вчера кога ми запнавте, мислам кога ме начнавте некона, денеска читам, рече најголемиот астроном, првиот човек на Путин, прв пат снимал со камери излегувањето на душата од телото. И тој вика че 12-та го не му оспорува, но сега дока значи прво душата излегувала од срцето и од главата, а после од стомакот. Не, први излегува од папукот. Од папукот, да. А после на стомакот и гениталиите. После излегува срцето. После од срцето, да. Дали ми се? Меѓутоа ќе ве навратам тука, ќе вие сте страничар на уметност, може би сте слушали, може би не. Меѓутоа добро да прегледате на каналот YouTube. Имате едно видео кое е доста старо, се вика Тајната на академикот Бехтерев, кој уште во 1884 година докажал дека смртта не постои. Ето не сум го некој. Значи побарајте го и да видите како уште тога се вршили експерименти. Да речеме, вие сте тука на 500 или 1000 километри, знаете во тоа време колку имало, колку треба да се оди пеш или со запрежни возила се стигне. Вие ако сте тука, ако пешувате, пример, Сашо, на 3000 километри со истиот ракопис, истото све, буквално. Вика тајната, смртта не постои, тајната на академикот Бехтерев. И од тука, од тој академик Бехтерев, кој тогаш бил признат во царска Русија, тој таа лозата на Никола на царов Романови. Да, на Романови. Да. И видите дека уште од тоа време и денеска целата наука околу проучувањето на тој сад животен, нели имаме и клинички смрти, сепа луѓе се враќаат кај животен. Значи смртта не постои, ви препорачувам топло да се го прегледате. Значи, така ние идна емисија не мора да зборуваме само за уметност. Да. Така, може да се работи. Не, меѓутоа вие сте доста корисен за буквално за науката. За секој поле. Бидејќи науката е основа за знаењето. Иначе ќе дојдеме до негошевата поговорка. Благо ономе кој брго полуди цел му живот прожива селју. Да. Ќе благодарам. Чест ми беше, навистина чест ми е. Вака може би на брзина за гледачите ќе видиме банални досадни со во 2 вечери направиме емисија, но јас мислам да вистина дека е Дека ја правиме цртат. Не е проблем за мене, така да е. И за нас не е проблем, нас ни е чест да разговараме со писмени луѓе. Со писмен човек може да се разбере додека со Тупајзар никогаш. Благодарам. Благодарам и јас.